Отепан тутун од градот со големина на орев, поплавени ниви од поројниот дожд, полегнати корења од силниот ветар. Штетите се проценуваат на десетици илјади евра. Ова е тажната слика што само за половина час зад себе ја остави последното невреме во атарот на прилепското село Големо Коњари. Тоа беше страшно невреме со ветришта и со голем град. Површината е во Големо Коњари преголема зафатена, че оштетување имаме 100% на градинарски и тутун оштетена. Мислам дека посебно градинарството нема назад враќање, тоа е завршена работа, парите се исфрлени, не можеме да се вратиме. Кај тутунот најдобрите берби, трета, четврта рака е целосно уништено. Јас живеам исклучиво само тутун. 10 декари имам тутун, пипер имам пола декар јас. Луѓето има по 20 декари пипер, има тутун по 20, зависи. Родот на речиси сите земјоделци не им е осигуран, што ги прави уште поочајни. Бараат од осигурителните компании заради се позачестените невремиња, повторно да им понудуваат осигурителни полиси, но на пристојни суми, за да си ги заштитат земјоделските култури. Значи не ми осигурува, и ако ми осигурува по декар, а тонипол на 20 денари страмота. И не дај Господ темални град, може да ти да некој динар колку да ти врата тоа што треба да го платиш тамо. За вчерашното незапамтено невреме беснееше во атарите на селата кои само ден претходно беа зафатени од силниот пожар. Па според градоначалникот на Прилеп, неопходно е оштетените земјоделци да ги пријават сите штети, пошто надлежната општинска комисија пријавите ќе ги процесуира до владата. Се надевам дека ќе има барем минимален надомест на штетите кои што се причинети, но од информациите и од разговорот што ги имав со мештаните овде е навистина дека тие се големи и не знам дали се надоместливи и дел од оваа реколта можеби завршува со вчерашниот ден. Инаку веќе денеска ќе биде формирана и комисија за проценка на штетите со цел обештетување на земјоделците кои ќе пријават штети.